Добар ден. Светската безбедност е пред најголемиот предизвик од почетокот на 21 век до денес. Прашањето на војна или мир лепди како дамаклов меч над Украина и се заканува да го фрли светот во нова светска војна, реална или студена. Последиците и од двете ќе бидат несогледливи. Светот и неговиот мир во моментот се заложници на волјата на најголемата држава во светот, Русија и нејзиниот председател. Дали Путин е всушност несовестен империалист кој што се обидува да ја реконструира, да ја поврати светската некогашната советска империја и му приредува на светот едно дежаву на судетските настани од пред Втората светска војна, или е всушност многу умешен светски стратег кој што се обидува да ги потсети Соединетите Американски држави и Европа, кој го има главниот збор на геополитичката мапа во моментот. За сите можни сценарија на украинската криза разговараме денеска во Зебра. Како и секогаш, без разлика што темата е многу комплексна и не може да се опфати во терминот 30 на минути, имате и вие простор да го изразите вашето мислење како што и треба, користејќи го хаштагот #ZebraMK и пишувајќи на нашиот пејдж на Facebook. Денеска со нас во студиото се Христо Ивановски, уредник за надворешна политика во Дневник, и Нано Ружин, универзитетски професор и поренешен македонски амбасадор во НАТО. Да почнеме со нешто што се случи пред малку, значи пред да почнеме да снимаме емисијата. Представник од парламентот на Крим, значи областа каде што се случува кризава, изјави дека де факто Крим е дел од Руската Федерација и дека веќе на 16 март тие ќе организираат референдум на кој што тоа само ќе го потврдат. Господин Ружин, како коментирате, да речеме, од оваа ситуација да тргнеме? Добро, тоа е малку навивачки став и разбирливо е дека луѓето кои што се на Крим, значи русофоните околу 64%, 12% има татари и останатите 26% и така нешто се украинци. Има такви ставови, но мислам дека пред се вистинскиот одговор ќе го даде дипломатијата, разговорите меѓу од една страна Русија, Соединетите Американски држави, Европската унија, тука е вмешана и Кина и целиот Совет за безбедност, односно Велика Британија и Франција плюс Германија кој што е значаен играч во ова криза. Дали западните сојузници имаат карти во ракавот? Имаат ли некаков потенцијал да го натераат Путин да се повлече? Професорот Ружин вели дека дипломатијата ќе го има главниот збор. Кои се можните опции? Се спомнува замрзнување на финансиските средства, се спомнуваше исклучување на Русија од Г8 групата и така натаму. Каде вие го гледате решението? Јас се согласувам со Нано околу неговиот став дека дипломатски ќе се решава кризава. Исклучувате секаква можна употреба на војна сила од НАТО и целата Запад? реторика која слушаме во изминативе денови оди во насока на решавање на конфликтот преку дипломатски средства, а не на конфронтација или дури па не оди ни на поларизација. Што ви дава да верувате дека Путин сака да го реши конфликтот на овој начин? Ако се знае дека Лавров вчера одби во Париз да се сретне со министерот за надворешни работи на Украина, а западните сили всушност инсистираат на директна средба. Добро, Лавров ги кажа причините, не ја смета оваа власт за легитимна и тој нема да седне со нив на маса, барем не во оваа фаза на украинската криза. Оти сепак не е само Крим дел од кризата во Украина, има многу, нели, ја би рекол цела Украина е вовлечена во криза. Крим и она што се случи денеска е, ја мислам, фаза од она што понатака ќе се случува. Значи, парламентот прогласи на некаква независност или ќе се спојува со Русија. Да не забораваме, Русија пред една недела донесе одлука за прием на идните вакви, нели, републики бивши и така натаму или региони кои ќе сакаат да влезат во Руската Федерација. Да речеме Транснистрија или Јужна Осетија или Абхазија и така натаму. Значи Русија веќе спрема одговор да ги прими во своите, да речеме, како квачка која ќе ги прими пилињата во своите, нели,
така крилце и да ги стопли. Дали е Така што- параноично ако се каже дека сето ова потсеќа малку на 39-та година и начинот на кој што тогашна Германија се однесуваше спрема Австрија, Чехословачка, Полска и така натаму, и всушност таква изјава имавме и од Хилари Клинтон, која што можеби не беше дипломатски многу умерена, меѓутоа која што го портретираше Путин како во едно многу црно светло. Значи, да го кажете, да го наречете Путин фашизам. Фашист е тотално непознавање на историјата, затоа што 39-та година е контекстот сосема друг и сосема други актери се во тој историски контекст. Хитлер не беше измислица на самиот себе или на германците. Хитлер го измислија многу други луѓе кои се и во друга земја, но тоа е веќе тема која бара многу поширока елаборација. Путин е еден дел од конфликтот во кој учествуваат и многу други актери. Значи, тоа се украинските лидери, опозицијата, десничарите, Европска унија, Америка и така натаму. Еден голем комплекс и тоа е еден конфликт кој траеше и сега повторно се враќа на сцената. Многу луѓе се испокараа директно. Она што е интересно е што за прв пат Западот и Русија се очи во очи, си ги мерат силите и ќе видиме дали ќе им се даде шанса на мултилатерализмот, на преговорите, или ќе се оди во директна конфронтација. Јас мислам дека ќе преговараат. Сигурен сум во тоа. Да се вратиме малку наназад на поводот и на причините за оваа ситуација. Значи во моментов, односно двете страни, да ги наречеме Западот, Америка и ЕУ, НАТО земјите, наспроти Русија, две тези пласираат. Западњаците сметаат, особено американците се уверени дека во Украина се случи популарна револуција, значи дека народот фактички само го симна од власт Јануковиќ и ја делегитимира неговата власт и ја воспостави својата, додека Путин од друга страна пласира и е прилично гласен во однос на тоа дека се случи пуч финансиран од западните сили. Професоре, како гледате на овие две различни тврдења? Точно е се случи народ, меѓутоа главната причина сите ја гледаат во несклучувањето на договорот, односно во европеизацијата на Украина, кон која се спротистава Јануковиќ. А зошто се спротистави? Затоа што доколку Европската унија потпишеше договор со Украина, тогаш Русија ќе загубеше Украина во нејзиниот проект за Евроазиската унија. Од една страна, од друга страна, што значи па тоа? Тоа значи дека европските производи ќе навлезат на рускиот пазар. Така што таа ја одржуваше Украина со разни бенефиции, од преференции во цената на земниот газ, преку разни кредити од плаќање и така натаму, до играјки на картата која што е историска, што е мислам многу значајна и за која што и денеска Кисинџер се појави со една констатација дека украинскиот и рускиот народ имаат бројни историски заеднички елементи, а особено Крим, Севастопол, кој што уште тоа е прогласена за град Херој. Тука е седиштето на руската флота за Црното море. Така што тука Русија веројатно никогаш воопшто не им паѓа на памет да овој дел припадне во рацете на некоја друга сила. Тоа толку повеќе што самиот Севастопол прво Крим има автономност во однос на останата Украина, а пак градот Севастопол, пристаништето има автономија во однос на Крим. И целата таа популација, мнозинство на русофили или како сакате што зборуваат руски или луѓе од коренот од Русија, влијае на одреден начин да раководат со ова област. Секако, како што истакнавме и пред малку, секој од овие сили има одредени влогови. Економски, геополитички, стратешки, било да се работи, например, зошто американците се заинтересирани. Целта им е да дојде до разделување меѓу Украина и Русија, бидејќи од една страна Украина би се приближила кон Европската унија, но од друга страна, како што велат во Карнеги институт, ова е само почеток на дејствувањето на западњаците во крајните простори на бившите советски републики и Руската федерација, бидејќи
најлесна беше кариката или како се алката. Украинската алка беше најлесна и таа пукна, но има и други. Тука се мисли пред се на можности да се направат големи стратешки потези во однос на Молдавија и во однос на Грузија. Може ли да се симплифицира судирот дека е идејата на Путин да формира Евроазијска унија, значи во која што веќе се Белорусија и Казахстан, мислам, меѓутоа и сакаат и Грузија и спомнавте Молдавија да влезат, веројатно и Украина била дел од плановите, наспроти ЕУ, значи дали тука го гледаме тој судир помеѓу тие две економски, да речеме, слободни пазари? Значи, веќе во 2015 се сметаше дека Украина ќе почне. Да. Но Европската унија има еден глобален интерес и поединечни интерес, особено на Германија и на Полска. Значи, Полска се уште мечтае за максималистичката теза со одвојувањето на Украина од тоа руско пријателство. Пољаците ќе бидат порелаксирани и ќе имаат полесен пробив на тој пазар, меѓутоа имаат и малцинства одредени и така натаму. Германија исто така има огромни интереси, таа всушност и има заеднички бизнис со бизнисот со Русија е каде поголем отколку со другите. И не заборавете дека дали тоа влијае на воздржаноста на Меркел, која што е најодмерена, и ако се знае во која мера Германија зависи од рускиот природен газ и Газпром. Значи, четвртина од природен газ е во Европската унија, а пак најголем партнер на Русија е Европската унија. Значи, се работи и за економски влогови, се работи и за енергенсите како влог на влијање, како оружје. Се работи за територијални влогови, меѓутоа иако денеска веќе современите геополитичари повеќе не размислуваат во територија, размислуваат во влијање, во економија и така натаму. Но како и да е, ова е најголемата криза, како што и вие истакнавте на почетокот, по 91 година. И не би се сложил дека е слична на 39-та, колку што е слична на 68-та. Многу го споредуваат Путин со Брежнев, со реториката, со начинот на кој што медиумите се однесуваат кон Украина. А од друга страна, мислам дека сепак Русија не е во иста ситуација како некогашниот Советски сојуз и дека постои можност да се најде еден дипломатски диалог. Секој одреден од актерите има одредена тежина, меѓутоа е одредена одговорност. Путин воопшто нема да оди до крај во одредени воени амбиции, бидејќи и тој ќе биде изолиран, може да отпадне од Г7, 98 едва влезе во Г8, мислам во Г8, пардон, може да се сведе на Г7. Има исто така, но што сака Путин? Путин направи Мислам дека тоа е клучното прашање. Што е целта на Путин? Целта на Путин беше да создаде штоф околу кој ќе поведе преговори. Бидејќи ако останеше неутрален и индиферентен, ќе го изгубеше сосема влијанието врз Украина. Така, ќе го. Меѓутоа, тој направи нешто за да има за што ќе преговара. Дали ќе се преговара за федерација, дали ќе се преговара за зголемена автономија, бидејќи знаете има уште еден влог. Путин ако го држи Крим, не значи дека се откажува од останатиот дел на Украина како партнер. Токму на тоа би сакала да се надоврзам. Според австриските разузнавачи кои што се прилично почитувани во таа сфера, постојат три можни сценарија на кризата. Едно е Русија да го анектира Крим. Второ е ширење на конфликтот на истокот на Украина, кој што го сметаат за најможно. И трето е граѓанска војна. Кој според вас лично сметате дека е најверојатно? Сите три. Меѓутоа, една работа е Крим и тоа е, според мене, дефинитивно запечатена работа. Крим нема да биде во Украина. Крим ќе оди во Русија, дали денес, дали утре, дали заутре. Проблемот е што од Украина ќе земе Русија. Гледаме дека Достатокот на Украина покрај Крим. Јас мислам дека идејата е, бидејќи Западот, според мене, излезе од сите нормални и здраворазумски логики на политичко действување и ги испровоцира русите на најбезобразен начин.
Прво, Вие не се согласувате со Нано дека всушност се случи народ. Според вашите колумни Јануковиќ беше легитимно избран владетел кој што беше срушен со пуч, така? Тоа е позната работа. 2010 он ги доби изборите. Тоа е друга работа. Каква е улогата на Америка во тоа? Колку е какви избори има украинците? Бидејќи во вашата колумна спомнувате дека претпоставувате дека тие финансиски ја поддржуваат опозицијата Тоа вчера. се знае. Се знае бе, Кличко, дека отворат Кличко, плаќа данок во Америка. Одма прашањето е како може? Зашто не на Кличко да му се замрзнат сметките? Зашто? А на Јануковиќ и компанија ќе им се замрзнат. Треба да им се замрзнат. Ако ги краделе, ако переле пари и така натаму, и тоа ќе им се случува на сите што парите ги трансферираат во западни банки. И тоа е стар трик во кој, не знам, многу лидери упаднале, па после ги изгубиле парите. Но провокацијата на западните сојузници беше дрска уште во Грузија, кога тргна работата како што тргна, за жал или за среќа, тогашниот председател Саакашвили направи груби грешки. И тоа пак се случи кога имаше Олимпијада, значи кризата се случи кога беа летните олимписки игри во Пекинг. Оваа криза се случи кога траја зимските олимписки игри во Сочи. Некако неверојатно. И тој дух на олимпизам го погазија. Во услови кога зборуваме за Украина, морам да кажам, според мене, бидејќи тој навистина ни е пријателски народ, имаме посебен однос кон тој народ, јас би рекол и двете страни го погазија суверенитетот на Украина. И го прекршија меѓународното право. И така натаму. Меѓутоа, капак на се беше кога Џон Мекејн и Нувант отидоа таму, се слика со фашисти. Знаете како тоа одекнува во светот? Кога со тој тјахни бјок и не знам како се викаат, тоа не се ултранационалисти, тоа се фашисти. Они пред сега неколку звучите дена... како Russia Today да гледате секој ден. Јас не знам дали е само Russia Today, меѓутоа ја гледам од многу извори, значи дома сум заболен со тоа, гледам многу канали и гледам што се случува. Значи, иако на истите избори тие што исполнителниот рај сектор беа избрани као парламентарци. Сега не знам како добија и своји функции, има 2-3 министерства. Тие се дел од парламентот што го зборуваме. Тоа е лошата порака што се испраќа. Поентата ми беше дека одговорот на русите, еве и да сакате да кажеме да го идентификуваме со Путин, ќе биде ако во некоја иднина се цепи Украина, значи ако нацијата се подели, а таа е веќе поделена географски на исток и запад, таква е етничката поделба, нема што е можно подобри позиции и мислам дека притисокот ќе оди до Одеса. И таму веќе се случуваат тие работи. Значи, Одеса, Донецк, практично Украина ќе би требала во стратегијата на русите да биде landlocked country. Таа повеќе нема да биде интересна многу за геостратегиски. Втората работа е што малку се пишуваше за тоа. На двете страни ќе има по 3 атомки, по 2 реактора, имаат по 6 реактори, и Запад, и Исток, со тоа што русите веќе имаат план за надградба на атомкиве во источниот дел, кај што имаат они еден куп бизнеси. Кога Европа се обидува да му испрати пораки на Путин со закана дека ќе ги прекине преговорите за олеснување на визниот режим, се добива впечаток дека се обидува со мало камче да убие слон. Наспроти неодлучноста на Европа, го имаме прилично одлучниот Путин. Поентира ли тој тука дека Украина всушност има да избира меѓу друштвото колебливци од Европа и силната руска волја? Тој игра на таа карта. Он нуди отворено, нуди сојуз, нуди воен сојуз, нуди економски сојуз, значи таа Унија, Евроазијска унија си функционира. Тоа е веќе факт, дури и турците тропнаа на врата, Ердоган од веројатно своји лични причини се обрати таму и дури ја збуни нацијата што е сега ова вакво нагло свртување. Читаме таму дека бродови не им даваат да поминуваат низ Босфорот и така натаму. Тоа е интересно, но е вака глобално гледано и за демократските процеси лошо. Затоа што Путин не нуди демократија, вика, не ми е гајле какви се тие системи внатри, дали почитува човекови права. Тоа е големото поместување од оската
За жал, од таа оска се помести и Америка, шампионот во демократија. И тука губиме ние сите глобално. Че се враќаме во некоја, не знам, перцепираме некоја иднина која за жал не изгледа добро. Ама сепак не можеме да ги изедначиме Западот и Русија во поглед на повредата или почитувањето на човековите права. Мислам, сепак ситуацијата во Русија е драстично полоша отколку, значи не е никаде идеална секако, меѓутоа не можеме да ги изедначиме сепак затоа на Западот е далеку подобро. Камења повеќе по Америка затоа што ние не очекуваме од демократска земја да игра недемократски. Тоа е проблемот. Так. Затоа Америка станува несимпатична или потезите што ги прави естеблишментот во моментов. Тоа е клучно и тоа треба да се направи голема разлика. Професоре Ружин, може ли овие геополитички поместувања да влијаат на една мала држава како нас? Добро, прво мислам дека само како еден коментар, мислам дека нема да дојде до распагање на Украина и мислам дека во крајна линија ќе има една силна автономија или република с големен број на автономни позиции на Крим. Мислам дека Македонија има одредени економски позиции, одредена соработка, особено од по 2001-та и така натаму. Но сепак Македонија е малечка држава. Што може Македонија, би рекол, да ползува? Ни треба една добра, паметна дипломатија, да го искористиме овој тренд на заинтересираност пак да почне да се размислува во класичната геополитика. Еве, Грузија и Молдавија се интересни како можни членки на НАТО. Македонија требава да го искористи дотолку повеќе што американците, гледам, има иницијатива и во Конгресот за да се релаксира начинот на приемот на новите членки. Да, Кисинџер го спомнавме неколку пати, потсети дека мора да продолжи проширувањето на НАТО. Расте значењето територијално на Македонија, бидејќи Македонија е дисконтинуитет меѓу Албанија и Грција, иако имаат одредени граници, меѓутоа друго е кога е тука Македонија, па тука е едно проамериканско Косово и така натаму. И затоа на таа карта тие мораме да играме. Ова е моментот, доколку Грузија се приближи кон НАТО, односно доколку добие membership action план заедно со Молдавија, за нас наградата треба да биде моментално влегување во НАТО. Под фиром, под било како, важно да влеземе. Веројатно нема да не примат под уставното име. Читајќи за овие работи, знам дека Дик Чејни има кажано, му било жал кога се распагал Советскиот сојуз зашто и Русија не се распаднала до крај, бидејќи во американската психологија Русија е перманентна закана за народите. Јас мислам дека на сите им е потребна една Русија, особено на европјаните. Европската унија, колку ние да зборуваме за низиниот западна припадност, сепак има потреба за соработка со Русија. Интересна е Украина. Украина ќе остане во овој контекст. Веројатно ќе има, како што реков, референдум. Исто како што се случи со Портокаловата револуција, која што исто така беше финансирана од западнаците, ќе се бара одреден епилог, одреден излез од оваа криза. Европската унија најави 11 милиарди евра во следните 2 години, американците дадоа 1 милиарда, меѓутоа проблемот на Украина е многу долгорочен. Зависност енергетска од Русија, геополитичка зависност, држава која што е огромна територија, меѓутоа со слаба и немокна армија наспроти Русија. Мислам дека од оваа криза никој не може да профитира многу. Ако сепак дојде да ги поредиме вака по хиерархија, од евентуалното одвојување на Украина најмногу може да профитираат Соединените американски држави и Европската унија. Русија би била најголемиот губитник. До известна мера би профитирала Полска, од другите играчи Германија и Франција. А каков ќе биде фидбекот врз останатите руски
руски, ајде да не ги наречам провинции, одредени територии или така натаму, тоа ќе се види. Сите се надеваат дека постои можност и таму да се случи нешто налик на арапската пролет. Кои ќе бидат средствата, тоа веќе се уште е непознаница. Но факт е дека ако гледате глобално во последните неколку години, како што почнува се движи светот низ нешто, значи има потреба од промени, од трансформации. Не можете да го конзервирате светот. Мислам дека следно нешто ќе се случи во Венецуела или во некое друго поблиску или подалечно обиколување. Сосема за крај, Христо, дали сте оптимист во врска со развојот на настаните? Очекувате ли набрзо да дојде до решение и да нема апокалиптичен развој на... Мислам дека уште не ги извадиле сите арсенали меѓусебни во Украина. Поделбите се многу длабоки. За жал се јави непредвидлив фактор кој не очекувавме дека ќе се јави. И жално се да се слуша во 21. век дека некој ќе треби евреи и руси и било кој. Значи политиките на требење се опасни, особено на европска почва. Нели имаме ние историски балас со тој антисемитизам и холокауст и така натаму. Втора работа е што во оваа фаза на кризата, Нано се сеќава и како амбасадор, поминал фази и фази, знае како тоа изгледа на кризи, се случува нешто навистина опасно. Тоа е вклучување на платеници. Кој ги плаќа не е битно, меѓутоа они влегуваат, тука најмногу ќе страда обичниот народ. И они се влегуваат по имотите и се интересираат најмногу за имотните листови. Тоа значи дека се подготвува нешто лошо сценарио. Тоа сме го гледале во Босна, сме го гледале во Хрватска, па и кај нас, во не толку обемен голем број, но го имаше и тука. Луѓето не се вратија на своите огништа. Значи некаде во Русија има околу 1 милион отприлика податоци што ги имам најдено иселени луѓе кои побарале заштита или азил во Русија и тие ги напуштиле своите домови кои сега им ги запоседнуваат. Значи, тоа се елементи кои кажуваат дека кризата може уште многу опасно да се продлабочува. И ако навистина не се реагира брзо и трезвено со обострана почит на нели Западот и Русија, они сепак се партнери во многу проекти. Они се партнери во сега има партнерски совет пред 1 месец ми се чини. Меѓутоа и на тој совет веќе им пукнаа тиквите. Се виде дека не е тоа што ќе морат подхитно со обострана доверба да седнат да го решаваат прашањето, инаку Украина може навистина се развие во опасен конфликт кој ќе фати, веројатно и Полска ќе фати, кој има интереси. Лево беше едно време и полска територија. Балтичките земји со руското население. население. Таму се дига НАТО со својата армада, го покажува своето војно присуство во Балтикот. Сето тоа може да влијае негативно. Нештата се развиваат во секој момент и пристигнуваат нови информации, како и информацијата за која што зборуваше Александар. Ви благодариме што бевте дел од Зебра и што дискутиравме за оваа тема што е во фокусот на интересот на целиот свет. Ви благодариме што не следевте. Поздрав!